се вести на К1 телевизија. Денес е големиот христијански празник Водици. Македонската православна црква ги освети водите во земјава. Во овој дневник ќе гледате како помина овој ден во Вардарскиот регион. А се годиме со најавата со трите настани кои ги издвојуваме за денеска. Останете на К1. Со спуштање на светиот крст осветени македонските води, денеска се слави големиот христијански празник Богојавление Водици. Со години неподмирувањето на обврските кон ЈКП Дервен сега се закана за блокирање на сметката на општата болница Велес. Скопскиот аеродром Александар Велики е шести во регионот по бројот на превезени патници. Осветени водите на реката Вардар во Велес. Неголемата среќа прв да доплива до Светиот крст беше 31 годишниот велешенец Димитар Чоков. Тој е среќен поради тоа што го фати крстот. Вели дека чувството не може да се опише, треба да се доживее. Инаку оваа година за прв пат во Велес беше пријавена и девојка, 22 годишната Марија Давчевска. 31 годишниот велешенец Димитар Чоков беше најсреќен од 76 мината кои запливаа во водите на реката Вардар во Велес и тој го фати Светиот крст. Оваа година за прв пат во Велес беше пријавена и девојка, 22 годишната Марија Давчевска. Чоков среќен поради тоа што го фати крстот, вели дека чувството не може да се опише, треба да се доживее. Сум се чувствувам многу возбудено, како се чувствувам. Не, 8 година, прв пат ја фаќам. Пред 6 години еднаш другарчето. Само здравје и среќа да дава Господ, тоа. Другото секи си дојде. Па им посакувам сите да го фанат што се фрлаат, ќе видат како е чувството. Ја пред 6 години кога го фана другар ми го прашав како е чувството и кога ќе го фанеш ќе видиш. Еве сега гледам како е. Митрополитот Агатангел го даруваше со златен крст и икона со кој во наредните денови тој ќе ги посети домовите на велешани. Чоков доби телевизори од Агрија и Зегин, а беше даруван и од други компании и поединци. Оној што ќе го фати крстот на Богојавление ќе биде среќен во текот на целата година. Еве, денес на овој убав ден, денот кога Бог ни се јавува, го примаме во нашите срца, му се поклонуваме, му пееме, славејќи го неговото свето име и неговото свето крштение. Од овој ден, од неговото крштение, сите оние кои сакаат да бидат членови на црквата, треба да примаат ова света тајна. Претходно во црквата Свето Вознесение Христово се одржа света златоустова литургија, на која чиноначалствуваше владиката Повардарски и празнична богојавленска и литија до Малото Мовчев на реката Вардар, каде се изврши голем богојавленски водосвет. Света златоустова литургија се одржа и во храмот Свети Кирил и Методи. Од прославата за Богојавление во Велес се селиме во општина Кавадарци. На повеќе локации во Кавадарци денеска се фрлаше крстот во светените води. Повеќе мината млади момчиња се фрла, а најсреќни беа Глигор Плетварски, Костадин Петров и Никола Ристов кои го фатија крстот. Тие беа дарувани со различни подароци, златни плочки и друго, обезбедени од локалната самоуправа и приватни компании. Мартина Митков со деталите. Прв обид и прва среќа за 35 годишниот Глигор Плетварски кој го фати Светиот крст во реката Лудамара во Кавадарци. Како подарок од локалната самоуправа доби лаптоп и сувенир. Плетварски посака здравје, мир и љубов за сите граѓани на општина Кавадарци. Мир, среќа, љубов, здравје на сите, цела општина. Тоа. Па имав некое, да не речам предосеќање, така едно пред 10 дена ми се јави и до последно, не знам, од унатре така ме тераше, синоќу дури не можев, така сон не ме фаќаше да спијам и така ете испадна најсреќен. Светиот крст во Кавадарци се фрлаше и на браната Моклиште во Ваташа. Сретникот кој го фати годинава беше Костадин Петров од Ваташа кој има 19 години. И за него ова беше втор обид во намерата прв да исплива до крстот. Посакувам здравје
после тоа се си иде. Кога се фрлаше првиот пат? Лани. Минатата година. Да. Има разлика од сега, бидејќи е потоп. Има многу. Што те мотивираше и ланската година и оваа? Па, не знам. Едноставно желба. Брат ми поголем од мене, кога гледав се фрлаше и јас посекав и јас се фрлав. Значењето и духовноста на овој ден нека ја продолжат традицијата за празнување на овој голем празник, рече градоначалникот Митко Јанчев. Да се залагаме за мир, сплотеност и слога како што не учи христијанството. Вербата во Бога нека ни дава сила да се соочиме со сите препреки и тешкотии, носејќи ни големи успеси и просперитет, потенцираше Јанчев. Овој ден е голем ден за христијанството, кога го одбележуваме Исусовото крштевање и продолжување на нашата духовна вера. За мене е гордост и е многу убав ден, па поготово и денеска имаме сончев ден и имаме така големи верници, херои кои што ја дигаат духовната подготвеност за да успеат да влезат во трката по Светиот крст, така да на општина Кавадарци е пред се задоволство како христијанска општина која што го одбележува овој празник и го почитуваат граѓаните. Крстот во Кавадарци беше фрлен и во водите на Тиквешкото езеро. Меѓу 7 млади момчиња најсреќен беше 22 годишниот кавадарчанец Никола Ристов. Во повеќето обиди ова е втора среќа за него. Ристов крстот го фатил и во 2016 година. Инаку на фрлањето на крстот предходеше света литургија која се одржуваше во двете цркви, Свети Димитрија и Света Петка. Во Неготино 17-годишниот Петре Давидковски имаше најмногу среќа во реката Вардар да го фати Светиот крст. Тој по трети пат учествува во фаќањето на крстот, а оваа година успеа да биде најбрз. 17-годишниот Петре Давидковски беше најсреќниот од сите прв да стигне до Светиот крст за водици во општина Неготино. Давидковски по трети пат учествува во фаќањето на крстот, а оваа година успеа да биде најбрз. Борба јака. Каже. Браво, момче, браво. Браво! Плитко било, бе. Јака се фрлав колко, бе. Пред фрлањето на крстот во водите на реката Вардар предходеше литургија во манастирот Свети Ѓорги, од каде што литијата се упати кон Пепелишкиот мост. Давидковски рече дека фаќањето на Светиот крст е остварување на неговата дамнешна желба. Мамо, треба да бидеш упорен, па ако сакаш до крстот да го фаниш. Кои се твоите желби за оваа година? Моите желби ми само среќа и здравје, друго ништо. На сограѓаните што би им посакал? Здравје и успех и сите желби реални да му се осворат. МПЦ општина Неготино и компанијата Зегин го даруваа среќниот Давидковски. Ние како општина Неготино секоја година традиционално сме овде, присуствуваме, даваме скромен подарок на човекот кој што го фати крстот. Посакувам на нашите граѓани пред се да имаат добро здравје, да не служат оваа година да не биде плодна, да бидеме сите добри, со добра мисла и успехот за сите да биде неизбежен. Стотици православни верници беа присутни на настанот за заедно да го проследат осветувањето на речните води, кое го символизира Христовото крштевање. Во наредните 40 дена Петре со Светиот крст по традиција ќе ги посети домовите на своите сограѓани. Во пресрет на овој голем христијански празник Богојавление водици, верниците на овој ден полнат осветена или богојавленска вода. Оваа осветена вода се верува дека е лековита и чудотворна и се нарекува богојавленска вода. Според народните верувања, оваа вода никогаш не се расипува и со години останува свежа, вкусна и лековита. Традицијата продолжува. Верниците и денеска од реката Вардар наполнија осветена или богојавленска вода. Истата ја понесоа во своите домови со цел осветување, но и внесување на мир и благосостојба. Но знаеме ли колку треба да се чува осветената вода и што со онаа што нема да се употреби? Според народното верување, доколку целата количина на богојавленска вода не се потроши побожно во текот на годината, тогаш остатокот кога ќе земете нова вода се сипува во бунари, река или цвеќе.
Во секој случај, се истура таму каде нема да биде изложена на газање или обесветување. По повод големиот христијански празник Богојавление водици државниот и политичкиот врв упатија честитки до сите свештенослужители и православни верници. Деталите во продолжение. До поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, до сите свештенослужители и православни верници, председателот Ѓорѓе Иванов по повод христијанскиот празник Богојавление водици упати честитка во која се вели: Одбележувајќи го денот на кој Свети Јован Крстител го крстел Господ Исус Христос во реката Јордан, се потсетивме дека Бог се поистовети со човекот во се, освен во гревот. Сакајќи да ги потопи во Јордан гревовите на човештвото, дојде да ги исцели болните, да ги нахрани гладните, да ги исправи паднатите, да ги ослободи порабените, да ги просветли помрачените и да ги оправда грешните. Во празничната честитка председателот на собранието Талат Џафери пишува: Овој празник, како и сите други празници, се моменти во кои се сплотуваат луѓето и се споделуваат добри мисли, взаемна почит, разбирање и љубов. Нека вашите срца и вашите домови бидат исполнети со духовен мир, семејна топлина и убави желби за напредок во секоја димензија. Нека е честит и за многу години празникот. Председателот на владата Зоран Заев, честитајќи го празникот, истакнува да си посакаме подобра иднина, здравје и со добра волја, да се соочуваме со сите предизвици што ни престојат на личен и на колективен план. Благородната порака на овој празник исполнува и со оптимизам, и дека надежта и жетта за доброто, совршеното и убавото никогаш не згаснува. Со овие пораки и со искрена верба во нив, да си посакаме добра иднина, здравје и со добра воја да се соочиме со сите предизвици што ни престојат на личен и на колективен план. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во својата празнична честитка до поглаварот на МПЦ и верниците пишува: Радоста, среќата и бериќетот да надвладеат на овој ден и во текот на целата година. Македонија мора да оди напред. Прославувајќи го овој голем празник, да се помолиме на Бога да ги освети нашите реки и езера, да ги благослови нашите граѓани и нашата држава, дарувајќи ни здравје, среќа и благодат. А сега продолжуваме со економија. Веде директорот на Општата болница Велес доктор Димитар Стровјановски барал долгот кон ЈКП Дервен вреден 10,5 милиони динари да се отплаќа одложено на 15 години. А јавното комунално предпријатие Дервен преку нотарски акт бара исплата на долгот во рокот 8 дена. Дел од фактурите кои јавното комунално предпријатие Дервен ги има доставено до Општа болница Велес се оспоруваат, вели вршителот на должност, директор доктор Димитар Стровјановски. Болницата мора да го исплати побарувањето во висина од 10,5 милиони динари, доколку тоа не го стори, можно е жиросметката да биде блокирана. За Општа болница Велес во рок од 8 дена да ги подмири долгот, нормално зголемен, за 50.059 денара за адвокатски и нотарски услуги. Доктор Стровјановски го обвини првиот човек на Дервен дека без никаква општествена свест го упатил нотарскиот акт со кој се задолжува болницата да го исплати долгот. Од ЈКП Дервен во писмената реакција на пресконференцијата и обвинувањата на доктор Стровјановски пишуваат: цитирам: директорот на ЈКП Дервен е одговорно лице кое морално и законски треба да ги штити постојните ресурси на предпријатието. Во писмената реакција, Дервен пишува и дека голем абсурд е барањето на болницата долгот да се отплаќа на рати во наредните 15 години. Дека ЈКП Дервен ќе постапи со утужување на болницата на директорот Стровјановски му било пренесено и усно. Имено, се работи за долг по фактури од месец јануари 2015 на кој веќе им истекува валутата на плаќање и согласно Законот за облигациони односи не смееме да дозволиме застареност на фактурите, бидејќи на тој начин ќе го оправдаме недомакинското работење и повластување за одредени правни лица што го правеле претходните одговорни лица и кај двете страни, а што би произвело кривична одговорност за одговорното лице во правното лице. Дека ќе се постапи со утужување на директорот на јавна здравствена установа Општа болница Велес, му беше пренесено и усно од страна на директорот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес, но и покрај тоа не се постапи со плаќање на ниту една фактура од долгот на кој му истекува рокот на застареност.
ВД директорот Стромјановски вели дека за ваквата состојба во болницата веќе ги известил Министерството за здравство и Фондот за здравство. Со рекордна бројка од над 25 милиони патници во 2017 година авиобизнисот зема силен замав во поранешна Југославија. Дури 9 аеродроми го дочекаа својот милионити патник. Белградскиот аеродром и понатаму останува на врвот со превезени над 5 милиони патници лани. Двојно помалку имаат аеродромите во Загреб и Сплит, а Скопскиот Александар Велики со превезени скоро 2 милиони патници се најде на високата 6-та позиција. Сплитскиот аеродром доживеа најголем пораст од 23,1%, аеродромот во Подгорица втора година поред остана најпосетуван аеродром на југословенскиот простор. Најмногу летови како има Хрватска над 9,6 милиони патници лани летале преку незините 9 аеродроми. Од главните градови единствено Сараево не успеал да ја достигне бројката од милион превезени патници. Од помалите аеродроми пак најмалку превезени патници има Мали Лошинј од Хрватска преку кој во 2017 година летале само 6.000 патници. Статистиката покажува дека Скопскиот аеродром бележи најголем раст од сите аеродроми во главните градови. Обемот на работа во последниве 10 години се зголемил дури 200 пати. Вестите од Македонија во продолжение. Средба со Марк Крафорд, председател на Американската стопанска комора во Албанија и бизнис представници членки на комората, остварија председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев, заедно со заменик председателот на владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори Кочо Андјушев и министерката без ресор задолжена за странски инвестиции Зорица Апостоловска, информира владината прес-служба. На средбата Заев потенцирал дека Македонија работи посветено на унапредување на економската регионална соработка со земјите од регионот, вклучително и со Албанија, на воспоставување на пријателски релации и на инфраструктурно регионално поврзување како врвни приоритети на регионална политика со цел унапредување на квалитетот на живот за сите граѓани. Председателот на Американската стопанска комора МЧМ во Албанија, Марк Крафорд, ги поздравил напорите на земјата за интеграција во НАТО и ЕУ, како исклучително важни за политичката стабилност и економската предвидливост на земјата и посочил дека компаниите членки, од кои дел присуствуваат на средбата, покажуваат значителен интерес за инвестирање во земјата и регионот. Правосудните органи имаат двојни стандарди, додека учесниците на така наречената шарена револуција се привилегирани и се ослободуваат од обвиненија. Десетици патриоти се прогласуваат за терористи, лежат во затвор и им се монтираат политички случаи. Истакнати актери, уметници, режисери, архитекти и полицајци кои се вградиле себе си во општественото живење на државата и нејзиното репрезентирање во странство се предмет на конструиран прогон, а правосудните органи му се извинуваат на Заев и заради тоа што морале да го повикаат на рочиште, велат од ВМРО ДПМНЕ. Правосудството во државата не покажа минимум одговорност кон правдата и заклетвата што ја даваат. Институциите се искористени во партиска пресметка со неистомислениците. Судиите молчат и не преземаат ништо ни во однос на злоупотребата на притворот од страна на основното јавно обвинителство. Притворените патриоти се цел на изживување скоро 2 месеци во конструираниот предмет за тероризам. Скоро 2 месеци не беа преземени никакви истражни дејствија, а осомничените беа држани во притвор. Тоа е доказ дека се работи за неаргументиран монтиран случај. Во Република Македонија нема да биде ефективна демократијата се додека праксата на злоупотреба на институциите не престане, стои во соопштението на ВМРО ДПМНЕ.
Најмалку 10 лица загинаа во снежната бура што зафати неколку региони во јужниот дел на САД. Најмалку 4 смртни случаи се регистрирани во Лузијана, вклучително е стар човек кој живеел со неговата сопруга во дом без грејење, пожарникар кој при укажување помош во сообраќајна несреќа удрил во друго возило. Човек кој загинал во судар и дете кое загинало кога неговата мајка со автомобилот излетала во канал. Во Џорџија загинале 3 лица, а во Северна Каролина, Западна Вирџинија и Алабама по 1 лице. Вестите од светот. Едно бебе загина, а 15 лица се повредени, откако автомобил влетал на шеталиште во Рио де Жанеиро, близу плажата Копакабана, соопштиле официјални лица. На интернет објавени се вознемирувачки снимки од инцидентот, кој прикажува повредени луѓе како лежат на тротоар и песок. Сведоците на инцидентот опишуваат дека мал црн автомобил прелетал преку патеката за велосипеди и се забил во пешаците кои се нашле на плажата во Рио де Жанеиро. Возачот кој е приведен рекол дека имал епилептичен напад, а во автомобилот се пронајдени лекови за епилепсија. Полицијата потврдила дека во инцидентот загинало 8-месечно бебе и дека нема доказ од инцидентот е поврзан со терористички напад. Во напад на училиште во селото Соснов Бор во Руската република Буратија ранети се 6 деца и жена, а истражителите соопштиле дека тинејџерот кој ги нападнал учениците со секира делувал самостојно и се наоѓа во болница откако се обидел да изврши самоубиство, јави ТАС. Ранети се 7 лица, 6 деца и една жена, рекол рускиот шеф на регионалниот центар за лекарска помош Вјачеслав Тимкин. Се наведува дека според првичните информации, ученик од 9-то одделение на тоа училиште ги нападнал децата со секира, а потоа го запалил училиштето со помош на запалена боца. Според истрагата утврдено е дека тој делувал самостојно. Истиот е притворен и моментално се наоѓа во болница, откако се обидел да изврши самоубиство, изјавила официјалната представничка на Истражниот комитет на Русија Светлана Петренко. Времето денеска сончево со мала локална облачност, а кон крајот на денот облачноста ќе биде зголемена, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму додаваат дека температурата ќе се движи во интервал од 5 до 9 степени. За време на викендот ќе преовладува променливо облачно време, од сабота попладне со врнежи од дожд, на планините од снег. Повеќе врнежи ќе има в недела кои кон крајот на денот ќе се префрлат кон исток и ќе преминуваат во врнежи од снег понекаде на повисоките места. Врнежите ќе завршат в понеделник наутро, но во понеделник преку денот ќе биде студено и ветровито со повремено засилен северен ветер. Тука се одјавуваме и го завршуваме ова информативно издание. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.